Согласно програмата за работа во која е предвидено на почетокот од годината да се побара од македонски шуми снабдување со огревно дрво, Сдруженијето на пензионери од Кочани уште на 5 јануари оваа година со писмо се обрати до дирекцијата на македонски шуми во Скопје за намерата и годинава да бидат набавени одредени количини на дрва од подружниците во Кочани и Пекчево за потребите на пензионерската организација. Со писмо со повик за интерес доставен од Македонски шуми Скопје до Сдруженијето на пензионери во Кочани, како барател за купување на огревно дрво за пензионерите, децидно стои. Цитираме: продажбата на огревното дрво на правни субјекти, здруженија, синдикати ќе се врши под услов огревното дрво да се купи од шумските складови на подружницата на шумското стопанство Осогово од Кочани и Равна река од Пекчево, кои се наоѓаат во планинските региони каде што се сечат дрвата. Затворен цитат. За настојувањата проблемот наскоро да се реши, председателот на Кочанското здружение на пензионерите Ѓорги Серафимов со изјава: додека тоа питање не се реше, да не се продолжи да се да се запишуваат луѓето за дрва, свативме оти тоа ќе биде најпаметно у оваа ситуација да го прекинеме уписот за искупување на дрва, со тоа што меѓувремено да направиме максимални напори, да идеме и до Скопје, да собереме посебен состанок како треба кај министерот за земјоделие, шумарство и лозопанство и заедно со Драги Аргировски и другите заинтересирани здруженија да седнеме кај господинот Караджовски, да ги расчистиме овие питања и ово скоро речи невозможно прашање и овај проблем што го поставува пред нас да го тргне и да идеме да не ги разочаруваме луѓето. Оти нас слободно и викам, ние лани имаме 1324 пензионера добија дрва и скоро 8000 метра се донесува дрва у нашите три општини. Тоа испадна најпаметно. Тоа не обеќавме на луѓето. Имавме проблеми да ги разубедеме. Оти тоа мора да го направиме. И одма вчера, негде околу 3 сата, 4 сата, се договоривме, отпечативме ово едно соопштение и го дадовме, вие имате прилика да го видите, оти оно и сега стое. Фала што голем дел од нашите пензионери се разбирливи луѓе. Ако се стари и болни у тие години на влажно време, на доживливо време, они беа упорни да чекат и да се каже добра дума. Се разбравме и луѓето си заминаа. Негде околу 600-650 души се само до сега запишани, тоа може слободно да се каже, а ние до 1300 имаме још многу ако ово питање решено. Значи, на многу луѓе ќе се решат питањата. За нас останува да сега, оно што и го рани обеќавме, оти ќе направиме посебни активности пред надлежните органи и пред управата на Македонски шуми у Скопје, оти немаме со подружниците, јас пак ќе потенцирам ников проблем. Ние и пред да го напишеме писмото, со ние имавме контакт и разговори и се меѓу себе договорија да Пекчево донесе ова година 6200 метра просторни, како што е напишено у барањето, а 1500 метра да остане да донесе Кочани. Ние сакаме ово на луѓето да ги завршиме работа. Од Сдруженијето на пензионери на Кочани со информација до членовите на нивното здружение дека запишувањето за огревно дрво за оваа година е прекинато до решавањето на проблемот со Македонски шуми. Инаку цената за метар просторено огревно дрво ја определува владата и таа важи за целата година. Откако ќе се реши проблемот, истакнува Серафимов, членовите на Сдруженијето на пензионери од Кочани ќе бидат информирани преку програмата на телевизија Кочани за повторниот упис за дрва.